17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне сте на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите најновото издание од емисијата од своја страна. Мојот денешен гостин е нашиот ковид херој, медицинскиот техничар Денис Јанкуловски, или попознат во јавноста како Космонаутко, а поводот за ова второ дружење од своја страна со Космонаутко е неговото првенче, авантурите на Космонаутко од Денис Јанкуловски, чија промоција се одржа неодамна овде во Скопје. Ќе продискутираме малку за содржината на книгата, за тоа кој се стоеше позади овој проект и секако за сите оние импресии кои што Денис ги носи од промоцијата. Велам добре дојде токму за Космонаутко. Ви благодарам што повтор пат ја прифативте мојата покана. Ви благодарам и добро ве најдов. Еден прекрасен повод, авантурите на Космонаутко, конечно, мислам дека уште и во првото издание, првото интервју со вас, нешто начнавме дека ќе има некој дневник, и еве го дневникот го држиме во раце, ја доживеа светлината на денот. Како настана авантурите на Космонаутко? Авантурите на Космонаутко, кога некој ќе ме праша, нели, во денешно време, колку време требаше да се напише книгата, всушност книгата е пишувана од почетокот негде на короната. Меѓутоа, што значи тоа? Како почна короната, како почна да ми се случуваат мене некои интересни ситуации, значи тука вклучително и позитивни, и негативни, и секакви случаи и доживувања, јас решив сепак да го зачувам на некој начин, да ги запишувам сите тие, чисто мене ми беше интересно и некако можда од ова сега дистанца може да изгледа дека како потсвесно да сум посакувал да излезе некоја книга, меѓутоа сакав едноставно тие случаи да ми останат во некој убаво, во некое сеќавање. Хронолошки книгата е составена буквално од позитивни моменти кои што многу ме израдувале кога се работи за преживување и буквално преживување на короната, смешни, интересни, убави ситуации, многу емотивни, како позитивно, така и негативно, затоа што имаше негативни, доста неубави случаи кои што се вклучени во книгата, дел секако не премногу, затоа што сепак требаше книгата да биде реален приказ на она што навистина ми се случило. Ако оставивме само убавите, тоа ќе беше како некое нереално, сепак нереално. Така, ова е временски период од 2020-та па се до 2022-та чином. Така, тоа е цела ковид пандемија. Станува збор за реални ситуации. Претпоставувам дека можат да се пронајдат некои од луѓето спомнати овде. Тоа се реални ситуации кои што ми се случија во текот на земањето на брисеви, кога бев вклучен во вакцинацијата, кога бев вклучен во скринингот по школите. Значи, едноставно, секој оној дел од короната, од корона период кај што бев вклучен јас, е мемориран, е заведен, е ставен во книгата. Сигурно ќе се препознаат доста од луѓето, некој кој што сметав дека не е проблем да ги споменам како мои другари, мои блиски. Останатите, пошто не ги знам, сепак не сакав не сака некој да биде спомнат во книгата, меѓутоа верувам дека ќе се пронедат, особено оние дечињата кои што секогаш најинтересни случаи ми прават. Така, авантурите на Космонаутко дојде спонтано, меѓутоа така се најдовте со издавачката куќа, кажавте позади камерите дека сами ве побара, што е уште подраго за едно вакво издание. Каква беше соработката со Прозарт, со Прозарт медија? Како што спомнав, цело време јас си ги собирав, си ги запишував тие случаи. И во еден период почна некои од пријатели, познати, не е битно на Facebook сега, сите сме пријатели, меѓутоа не ги знаеме, сите не ги познаваме. И еден период почна ова е убаво да има книга, да се издаде сето тоа и сега мене ми ја ставија во бачката. Меѓутоа, јас, сакав книга, меѓутоа не знаев како оди сето тоа процедурата и еден ден Марија од Прозарт медија буквално ми напиша во месенџер, ние сакаме да ти издадеме книгата, и толку беше едноставно, толку беше, да речам, помина 5-6 месеци севкупно, веројатно од период кој што секако е потребен заради технички аспекти, заради лекторирањето од страна на мојата пријателка Весна.
Меѓутоа сето тоа беше можда и побрзо направено, токму од аспект што веќе ги имав ја сите овие случаи, значи не беше повторно да се седне нешто да се напише. Така, беше се готово, само се доработуваше. Само што Весна Костовска го среди тој лекторскиот дел. Сега интересна е и корицата. Да. Тука што ми остави впечаток е вели посветено на Душко, авторот на корицата, чиј ваков лик заслужува стрип. Всушност беше иницијалната каписла која резултираше со ова што го читате. Корицата е многу емотивен момент, искрено за мене си кажувам, затоа што 2020 година, можда негде ноември, јас не го познавам и за жал не успеав да го запознам Душко. Тој е графички дизајнер кој што ми ја покажа сликата и ми буквално имаше така напишано дека ова негова слика ми ја посветува мене како еден вид благодарност за се што правам во тек на короната. И пак ќе кажам, за жал не успеав да го запознам затоа што тој почина од короната, млад дечко, за жал и тоа го имаше во короната. Што ја прави уште поемотивна, може би, и ова затоа приказна. викам и кога зборувавме со Марија и со Дејан што да има на корицата, како да биде, јас реков ако излегува книгата, само ова дело, затоа што едноставно сакав на некој начин да му се заблагодарам за сето тоа што го направи. Токму така. И она што посебно па ме радува како излезе книгата е што успеав релативно многу брзо да ја најдам сопругата негова, Далиборка, и ете заедно со Дејан и со Марија од издавачката куќа и подаривме и неколку премероци од книгите, што на вистина мене, пак ќе кажам, многу ме израдува затоа што на некој начин ете можда не директно, ама некако сум стигнал до Душко на некој начин. Така да неговото дело е останува. Така, за секогаш ќе си остане на кориците на овие авантури. Како помина промоцијата во МКЦ? Кои се импресиите од таму кои ги носите? Да, промоцијата во МКЦ беше пред 10 дена, отприлика чинам, не ми текнува сега точно. Меѓутоа, кога правевме муабет со Дејан и со Марија, тие им реков јас се предложија нели секако да се направи промоција. Претходно бевме на сајмот на книга, некој ново чувство имав, нов момент. Секогаш сум бил да сајмот на книга од оваа страна, нели, од другата страна, така. Гледач, се од една страна, од друга страна кај што си во групата на оние кои што творат, кои што се подпишуваат дела, и некако многу во чувството. И кога дојдовме до муабетот за промоција, тие рекоа промоцијата ние предлагаме да биде едноставно ти да те прикаже тебе. Па викам, што ме така, тогаш јас знам како да ја направам, ќе си поканам некои од моите најголеми, најдобри другарчиња, овие дечињата со атипичен развој, односно тие се веќе за мене дечиња, нема разлика, да. Се обратив до Ветерница, односно до Трисомија 21 колективот и Ветерница, Дени Жерновска, мојата прекрасна другарка да кажам, и до Денсес Юнајтед, инклузивни, значи и Денсес Юнајтед и Трисомија инклузивни групи, кои што направија фантазија, едноставно, нешто прекрасно доживување. Дури еве и Дејан и Марија и други некои ми кажаа дека не биле на таков вид на промоција, што на вистина... Да, тоа ќе споменев сега, тоа било нешто поинакво. Да, дефинитивно поинакво. Јас секогаш кажувам дека јас како дел од таа група на тие дечиња, другар на родителите, се чувствувам себе си за некој необичен, така си се третирам и затоа сакам да биде се необично. И промоцијата беше била необична. Да, малку прочитавме нешто таму, овие изигра, испеа, водителката, односно како се вика модераторката помодерно, нели, Оливера, прекрасно го направи сето тоа. Прозарт медија како организатори заедно со Младински културен центар одлично го изведува. Меѓутоа, веројатно, најбитен момент беше што времето се погоди, затоа што толку така, беше времето ве послужи. Така да сега ние споменавме дека планирате некои мини промоции по градовите во Македонија. Како ќе оди таа работа со издавачката куќа? Да, тоа е кога беше промоцијата во Скопје, нели имаше и доста пријатели, пак ќе кажам и познати кои што дај сега дојдете и ваму, дојдете, знаеме да направиме промоција. Секако мене ми е многу убаво и драго да може на секаде ако може да стигнеме. И еве за почеток сега во петок, значи 23 јуни,
ќе направиме промоцијата во културниот дом Трајко Прокопиев, мислам се вика во Куманово. Така. Ако грешам нека извинат. Меѓутоа во Куманово ете првото мое слетување како космонаут кој ќе биде. Како тече времето, тоа е во однос на организација, во однос на промоција, јас тој дел се го оставам на Прозарт медија затоа што тие си се професионалци во тоа и јас мојата работа беше да ги имам нели овие. Сега претпоставувам дека точките. веќе имате и клуб на читатели кои што веќе го прочитаат дневникот, авантурите. Да. Кои се првите импресии од читателите, Денис? Значи, во однос на импресиите, како првични еве импресии, има прекрасно ја доживуваат, прекрасно ја прифаќаат книгата, она што гледам ги импресионира, да речем, од еден начин, тоа е стилот на пишување на кој што јас сакав да биде едноставно начинот на пишување како што доживував, така и го пренесував. Значи и продуцентската куќа и Весна Костовска при лекторирањето оцени и проценија дека едноставно така треба да биде. Како што треба да биде реално прикажана случката, така да биде реално прикажано и начинот на кој што е прераскажана случката. Како илустрација за начинот на кој што го доживуваат, ќе ви кажам една случка кога во месенџер ми пратија една слика од детенце кое што кога ја набавија книгата, кога ја купија веројатно како беше не ми текнува, веднаш детето си имаше седнато и буквално како лектирине да речем, кога сме ги читале преку лето и си ја читаше книгата. Во секој случај како за почеток и по начинот на кој што едноставно луѓето и во месенџер, пак ќе кажам, преку социјалните мрежи гледам дека например кажуваат дека убава е книгата затоа што не само случките него например ја доживуваат и како нешто со убави пораки, еве како што ја има на задната страна од книгата. Поготово оној медицинскиот момент гледам доста луѓе се ја препорачуваат како некој начин на кој што треба медицинско лице, сега не ова да не испадне нели само фалење, меѓутоа само пренесувам информации. Така. Како би требало да изгледа медицинско лице? Јас тоа секогаш нели го кажувам, го пропагирам од една страна, меѓутоа севкупно е општо и убаво прифатена, иако јас секогаш кажувам дека мене ми требаат и оние конструктивни критики. Да, и конструктивни критики. Значи не значи дека е направена книгата и се е прекрасно, 100% е супер. Сигурно некој ќе најде мана и убаво е тоа за евентуално ако како што најавивте на почеток првенче, значи веројатно се надева можда ќе има и вторенче или ќе следи нешто. Така да сето тоа е убаво некој да каже корекција каде што може. Така да секоја критика е добра. Е добре дојдена и добра намера. Апсолутно. Така. Кој од пандемијата помина за среќа? Што научивме од сето ова, Денис? Тоа баш пред некој ден со една другарка правевме муабет што научивме и некако како да не научивме многу. И како да подзаборавивме. Како подзаборавивме што имавме пред тоа, што имавме во тек на короната, што се немавме. Што се немавме. Да, буквално така што се немавме. Имавме еден локдаун, така наречен, имавме едно затворање и отуѓување. И сега наместо ние да научиме од тоа дека животот е еден, не се три животи, па едниот вака, едниот така ќе го живеам. Животот е еден, треба да го проживееме навистина убаво, искрено, да го проживееме со блиските, со луѓето, да не бидеме злобни, значи да не бидеме лоши, да нема негативни моменти, меѓутоа ги има за жал. Некако тој дел мислам дека потешко го враќаме назад. Мислам дека сме го имале, а некако потешко го враќаме назад. Може би се уште страв постои кај луѓето. Не викам не, затоа што ако можеле да го направат тоа сега, факт е дека некој може да го направи повторно. Да се надеваме дека ние нема да го живееме или никој пат нема, меѓутоа за жал реалната состојба не само во земјата и во светот е таква. Така да мислам дека требаше да научиме дека треба прво и основно да го чуваме своето здравје. Здравјето значи се чува не со пишување во Facebook групи, не со информации да добиеме од некој кој што па на крај крајва да речам за многу работи јас не сум стручен, испаѓа како да испадне како јас да се вмешам сегде затоа што ете знам се и се што. Релевантни фактори, релевантни институции да се повикуваме на колку што е можно вистината,
а мислам дека некако вистината во однос на правецот во кој што оди во светот за многу работи тешко дека ќе може да дознаеме каде е она вистинската вистина. Меѓутоа сепак треба да се обидуваме, сепак треба да филтрираме некои работи. Имате ли некој посебен момент кој што ќе го издвоите од сите тие прикази, настани кои што ги доживеавте во текот на пандемијата? Па има еден момент кој што деновиве си се потсетив и кој што мислам дека нигде го немам така вака на овој начин споделено. Се тоа случки со деца, случки со смешни ситуации со баби, дедовци или нешто, меѓутоа еден момент кој што се извинувам, два пати се случи во текот на короната, тоа е доделувањето на честитките, новогодишните честитки. Првата година 2020 кон 21 заедно со Медјаши, кои што ми доделија, тогаш ми подарија 900 новогодишни честитки и успеав да поделам новогодишни честитки, што преку возењето, што поделувањето, имав адреси од многу, некои ми ги подадоа адресите. Сакав да на некој начин да ги поделам честитките, затоа што за мене тоа е еден момент кој што многу одамна го немаме, ретро момент, а јас од секогаш сум сакал новогодишна честитка и да добијам, меѓутоа и да подарам. Така. А 2021 кон 2022 па успеав 2300 честитки новогодишни и секако најубавиот момент, се е тоа убаво, меѓутоа незаборавно ми е едно попладне кога се вратив дома од работа, кога го отворив сандачето, буквално испопаѓа новогодишни честитки. Така да јас имам многу добиено, мислам, можеби преку 150-200 честитки. Ето е тоа што можеби сигурно малку ми влева надеж дека некои работи сепак би сакал да се вратат, да се одржуваат, како личи едноставна работа, пишување честитка, меѓутоа не е тоа, значи едноставно дека подаруваш нешто некому, дел од времето, дел од себе и покажеш дека ти значи. Токму така. Со желбата. Токму така. Преубав гест, како и да. Да. Кажете ми што ќе биде следно. Книгата се доживеа својата промоција, ќе има и мини промоции нели низ Македонија, Да. се надеваме и очекуваме. Сега со Сдруженијето за дечиња со аутизам, активностите би сакала да прашам докаде се активностите таму, што се правите, што се да очекуваме во иднина од вас како Сдружение? Да, во однос на Сдруженијето ние си функционираме на еден волонтерски начин. Тоа значи дека сакаме нели секогаш многу повеќе да правиме од тоа што сме го направиле, меѓутоа си има фактори некои кои што дозволуваат или не дозволуваат, меѓутоа еве за оваа година успеавме на школка да направиме еден преубав настан, играме заедно пак кој што соедини сплоти, кој што имаше многу радост, многу емоции, многу љубов, многу деца, многу возрастни насмејани, сите ние бевме едноставно презадоволни од сето тоа, затоа што се вклучија многу фирми, многу средношколци од неколку училишта, многу младенци, многу цивили волонтери и тоа навистина многу не израдува. Како се ближат нели лето, во секој случај сите одмараме, меѓутоа можеме да одиме на плажа, но ние секогаш размислуваме што понатаму. Така да верувам дека од септември, како ќе дое септември, ќе имаме доста работилници, еднодневни, на неколку пати дали ќе бидат, сето тоа веруете спонтано ни доаѓа, значи имаме и планови, меѓутоа и спонтано ни доаѓаат. Имаме некој така наречен еден необичен роден ден, кој што 2 години јас го славев, тоа е буквално мој роден ден, а во игротека, што верувам дека сега имам идеја и како да го направиме. Пак ќе биде тоа нешто Пак ќе биде нешто необично. необично, значи возрастен човек 50 и нешто години, а да слави во игротека, така да затоа е необичноста. Новогодишни работилници, новогодишна забава, сето тоа се планови кои што сакам и верувам дека ќе ги оствариме, меѓутоа пак ќе кажам, ништо не тврдиме, едноставно ние посакуваме како се ближи денот, како доаѓа времето и условите што ќе ги направиме, ќе си ги оствариме. Така, посакувам се да биде попланираното. Сега добитник сте на многу награди во концептот јас ќе си погледам за да не сгрешам нешто, наградата Европеец на годината за 2020, филантроп на годината 2021 и Мето Јовановски наградата за за заштита и унапредување на човековите права. Точно. Нормално, зашто и се залагате и сами. Колку наградите ви значат и дали се всушност патокас на сето она кое што го работите целиот ваш животен пат? Во однос на наградите само би сакал да дополнам за уште една награда, тоа е преку Сдруженијето Аутизам АМК, што ја добивме оваа година
како најдобар НВО настан што го направивме за ланската година. Всушност за 2022 година играме заедно и што во секој случај беше навистина прекрасно чувството. Секоја награда е драга, секоја награда е мила, секоја си е на посебен начин, нели? Ова е од една страна европеец на годината, од друга страна филантроп, значи за чувството, за она што го правиш несебично, каде што се даваш себе си. Во однос на човековите права, тоа е државна награда, значи тоа е веројатно, тоа претпоставувам дека тоа е најголемата награда што може да се добие. Пак ќе кажам, секоја си е значајна, секоја си има посебно место. Сите награди обврзуваат, дефинитивно обврзуваат. Најмалку што ме обврзуваат е да продолжам на овој начин на кој што вака функционирам, но доколку можам, јас секогаш викам дека за себе чувствувам дека имам многу да дадам, имам многу енергија, неискористена, јас себе си така си се доживувам и верувам дека и самите награди едноставно ме обврзуваат да се внесам многу повеќе, но дозирано, нели, ако се претера со тоа внесување, може и да ослабне, нели, сето тоа. Меѓутоа, наградите се секогаш особено мили и драги кога се награди кои што се препознаени од општеството, се препознаени од институциите, а не се награди кои што бркаш по секоја цена да ги добиеш. Така, токму така некој го препознал она кое што вие го правите, дефинитивно вие имате мисија за која што сте и тука. Јас верувам дека секој од нас има некоја мисија за која што е овде и која што треба да се ја тера. Само треба да се пронајдеме, да се препознаеме веројатно. Некогаш се извинувам што прекинувам, значи оваа мисија, мојата мисија, мислам дека од мал буквално се барав на некој начин како да го работам ова што го работам, меѓутоа еве требаше 50-тите години да дојдат за да излезе сето на површина, така да никогаш не е доцна. Токму така. Зошто треба да ја прочитаме авантурите на космонаутко Денис? Па прво затоа што авантурите на космонаутко треба да се доживее како еден дневник на случувања. Често го кажувам, го споменувам ова затоа што нели сепак јас бев дел од здравствениот систем, имаше многу луѓе кои што нели апсолутно и не верува и беа против. Почитувам сето тоа, не навлегувам во детали и затоа напоменувам дека авантурите на космонаутко е само едно документирано пишан документ за моите случувања. Не се работи дали имаше или немаше корона, дали имаше вакцините вакви, такви, значи ништо од тоа нема. Немам потреба да навлегувам. Чисто да се види дека можеме многу повеќе од тоа што сме го правеле на еден начин, да се види дека не дај Боже во вакви ситуации се гледа кој е човек, како треба да биде човекот, како треба да реагираме. Значи кога ќе дознаеме дека некој е можно позитивен на нешто, на некое заразно заболување во зграда, ние треба да помогнеме. Не треба да бегаме. Стравот делува, јас се сложувам, меѓутоа има начини како може да се помогне. Значи во короната се покажа колку и да не личи убаво дека може со достава на кеси, достава на роба да биде, ако веќе се плашиме од сето тоа. Така да ни покаже едноставно преку книгата малку да се разбудат, пак ќе ги кажам, оние запоставени, заборавени и негде подпикнати вистински човекови вредности, дека навистина треба да бидеме хумани, да бидеме да помагаме, едноставно да си помагаме и дека треба многу повеќе да се дружиме, како што спомнав и преска, затоа што пак ќе кажам, еден е животот, никој не знаеме утре што може да ни донесе и треба што повеќе да бидеме да уживаме во денот со своите, со блиските, да запознаваме, бидејќи тука има и приказни за децата со атипичен развој, да запознаваме, да не се плашиме да запознаеме семејство, дете со некоја различност од нашата. Едноставно треба да бидеме луѓе, треба секој да биде човек, ништо повеќе. Така, и да прифатиме се она кое што е различно и се она кое што е околу нас. Така, и да прифатиме дека, како што и претходно кажавме, се може да се случи утре, се може да се повтори, не дај Боже, меѓутоа мораме да бидеме спремни. Короната за сите беше нешто ново, не знаевме, меѓутоа еве да научиме од тоа, не дај Боже ако се случи нешто повторно, да знаеме како да реагираме. Денис, ве честитам за авантурите на космонаутко, посакувам многу читатели, посакувам можеби второ издание, можеби некое друго дело. Ќе бидеме на ваша страна секогаш со поддршка. Ве честитам за се она кое што досега го имате направено.
како за во ковид пандемијата, така и за дечињето, она што го правите за дечињето со атипичен развој. Ќе посакам да го продолжите овој пат, да ја продолжите оваа емисија. Телевизија Сонце секогаш ќе биде на ваша страна и ваша поддршка. Ви благодарам за поканата, за гостувањето, за убавите желби, убавите зборови. Посакувам и јас да има убави, нека секого, не мора да е книга на било кој начин, само убави нека се случуваат. И за активностите што ги имаме за Сдруженијето, а таму особено мислам дека ќе бидеме многу по-добри и по-јаки, да речем, како е, затоа што знам дека имам прекрасен тим кој што едноставно е фантастичен. Многу полесно оди секоја идеја се реализира. Со среќа и многу реализирани идеи и желби. Почитувани гледачи, ова интервју ќе го завршам со пораките за денот кој што ги дава самиот космонаутко во авантурите во неговата книга. Вели: пејте, смејте се, споделувајте насмевки. Почитувајте ги различностите, бидете умни и совесни. Чувајте се, множете, делете и ширете љубов. Нека ви е убав секој ден. Гуши бац од Денис Јанкуловски, космонаутко. Ви благодарам што го проследивте и ова издание од своја страна. Ќе посакам да се чувате, ќе посакам да ги применуваме сите заедно овие пораки и да се видиме за 7 дена на фреквенцијата на телевизија Сонце.